Благодарам, председателке. Сакам да му кажам на претходниот дискутант дека овој износ што се предлага во амандманот не е апсолутно од ракав тресен, затоа што за овој износ има проекти во водостопанство Тиквеш, во Кавадарци. Јас бидејќи добро знае колегата дека доаѓам од таму и овој проект е издржан, односно овој амандман е издржан со тој износ за целосна санација на тунелот Тисовец. Како ќе се доведеме во ситуација да сред поливна сезона, не дај Боже, да се случи таа хаварија, тога ќе немаме апсолутно конкурентно производство, односно целиот род ќе се исуши. Во делот на плановите за 5-годишното изведување на работи кои што треба водостопанство да ги инвестира во периодот кој што стои во овие 5 години, само едно ќе ви кажам дека водостопанското претпријатие е во таква тешка ситуација кој што тоа кубури не само за инвестиции, туку за основните овој работи како што се на пример плата. Тие немаат земено веќе 3 месеци плата. Јас тоа вчера и во еден амандман го спомнав. Луѓето вработените со надчовечки маки и напори работат, се справуваат со дефектите, а немаат платено здравствено осигурување, а се наоѓаме во сред пандемијата. Инаку за ваше сознание, претходен дискутант, јас имам 10 проекти, 10 амандмани се извинувам, 10 амандмани во делот на водостопанство на РМ, посебно во делот на хидромелиоративниот систем Тиквеш. Го предложив и амандманот за помпната станица, за изградба на помпна станица Брушани, кој што вие сега ја спомнавте, а ветивте 3 до 4 пати со вашата политичка партија, со СДСМ, ја ветувате, но таа не е реализирана. Имам амандман и за помпна станица Дреново, која што со помпањето на водата од Тиквешкото езеро до местото викано Голеш, по слободен пат ќе се наводнува и 300 хектари земјоделско земјиште во селото Дреново и атарот на Возарци, но во исто време да има и технолошка вода за туристичката населба за Голеш. Имам амандман со кој што предлагам комплетна санација на сифоните кои што водат спрема општина Росмоин спрема Градско. Знаеме, оваа година и минатата, во сред сезона, поливна сезона, тие имаат дефекти. Пак ќе кажам, не дај Боже да се случи некоја хаварија, целиот род во Росоман, Градско, во тој дел на поранешниот систем Макарија, ќе остане сув и истото производство ќе биде неконкурентно. Зошто сега барам 201 милион денари за санација за сифонот Тисовец на хидромелиоративниот систем Тиквеш, и тие велите дека биле премногу, што ќе останало за другите водостопански предпријатија. За ваше сознание, 75% од АД на водостопанство на Република Македонија во делот на наводнувањето го опфаќа хидромелиоративниот систем Тиквеш и 80% од приходите кои што одат во АД водостопанство Тиквеш односно доаѓаат од нашата општина, од нашите општини, од Тиквешијата во централниот буџет на АД водостопанство Тиквеш. Следствено на тоа имаме право да бараме и од АД водостопанство и од буџетот на Република Македонија средства за изградба, за санација и на овакви проекти кои што се од витално значење за Кавадарци и за земјоделието. Во делот на она што спомнавте дека да се избориме за 1 милион евра за тие проекти кои што биле предвидени, јас ќе ви кажам дека како човек кој што доаѓа од Тиквешијата, сите проекти, сите дела кои што ќе дојдат, а се во интерес на граѓаните, ќе ги гласам за тоа што тие ни дале доверба за да работиме во интерес на граѓаните. Пак ќе кажам дека паушална е вашата констатација дека ова е одракав, напротив, ова е врз основа на проекти кои што се наоѓаат во водостопанство Тиквеш и се издржани проекти. Благодарам, но повикувам сепак да и на мнозинството да гласаме за овие проекти, за тоа што за овој проект и амандман за тоа што од витално значење на ХМС Тиквеш. Благодарам. Ви благодарам ја на вас.